Со полагање цвеќе пред споменикот на револуцијата во центарот на градот и во Тетово беше одбележан 11 октомври, денот на востанието на Македонија, кој македонскиот народ го кренел пред 73 години. На свеченоста присуствуваа делегации на армијата на Република Македонија, Сдруженијето на борци и други организации и политички партии, како и ученици од основните училишта Андреја Савески Кикиш од Тетово и Коста Рацин од Брвеница. На овој ден, далечната 1941 година, македонскиот народ и другите националности решително застанаа во одбрана на својата земја, на своето парче земја. Решени да му се спротивстават на посилниот, помоćниот и подобро вооружен окупатор. Веднаш по фасистичката окупација на Македонија се разобличи завоевачкиот карактер на Втората светска империалистичка војна, како и новото распорчување на Македонија од страна на Германија, Италија и Бугарија. Вековните идеали на македонскиот народ и во најсудбоносните денови дошле до потполен израз, подготувајќи се за вооружено восстание и борба за национална, социјална и политичка слобода. Во екот на најтешката состојба во кога фашистичкиот непријател ги вршеше најмрачните зверства, убиства и грабежи, особено од страната на бугарскиот окупатор, Комунистичката партија на Југославија во Македонија остана единствена политичка сила која што имаше исправен став кон македонското национално прашање и негово правилно решавање. Стремежот на бугарскиот непријател да ја освои Македонија, да го бугаризира и претоби македонскиот народ, беше примерна задача на бугарските фашисти. Кога ја окупираа нашата земја, бугарите со себе го понесоа целиот државен апарат, со чија помош сакаа полесно да ги остварат своите вековни стремежи. Со помош на терор, прогон и убиства, вршеа национално огнетување на македонскиот народ, како што е отварање на училишта, канцеларии и воведување на бугарски јазик. Вакви или слични мерки спроведуваа и другите фашистички окупатори и во Западна Македонија. Италија, со помош на низиниот сателит Албанија, успеа во Македонија да ги разгори албанскиот национализам и шовинизам, со намерна за создавање на некаква си голема Албанија. Се разбира, ваквите мерки на фашистичкиот окупатор засилено беа помогнати од домашните предавници и непријатели на својата земја. Но сепак, во најтешките мигови на окупација и терор на македонскиот народ, заедно со другите национални малцинства, изнајде сили и можност и се вклучи во вооружената борба по пат на восстание за национална слобода. Точно на 11 октомври 1941 година, Прилепскиот партизански одред Гоце Делчев во близина на Прилеп, во местност на Црвени стени, ја нападнале бугарската станица, со кој напад е означен почетокот на вооруженото восстание на македонскиот народ, за конечно ослободување од окупаторот и создавање на сопствена држава. Вековните идеали на македонскиот народ беа конечно остварени после 4-годишната народно-ослободителна војна, кога на 2 август 1944 година во манастирот Прокопчински беше одржано првото заседание на АСНОМ. На ово заседание на АСНОМ бе удрени темелите на македонската држава, кога за прв пат македонскиот народ ја доби долгоочекуваната социјална и национална слобода во рамките на тогашната нова југословенска заедница, со што практично бе остварени и линденските традиции на македонските револуционери. Денес, кога во ова предпладнево сончево октомвриско утро го прославуваме големиот национален празник, 11 октомври, со воскит може да кажеме дека нашата држава чекори кон светла иднина. Да се надеваме дека Македонија набрзо ќе стане дел од современа европска заедница и дека никој нема да пречи кон овие европски процеси. Да живее 11 октомври, денот на македонскиот народ. Денот на востанието на македонскиот народ и денот на борецот е државен празник. Со востанието против фашизмот започнува борбата за ослободување на македонскиот народ. Ова е важен ден во борбата за самобитност и самостојност. Со својата вооружена борба, Македонија станала жешко подрачје за окупаторот и дала свој придонес во победата над фашизмот во Втората светска војна.